Пред некое време го објаснивме административниот стил, а денес е време пак да се вратиме на стилистиката. Внимавајте во текот на видеото, зашто денес ќе расчистиме со уметничко-литературниот стил. Овој стил се однесува на уметноста, односно на естетското комуницирање меѓу луѓето. Преку употребата на стилски фигури се постигнува сликовитост и изразитост кои ја активираат фантазијата и токму ова е најкарактеристичното за уметничко-литературниот стил. Важно е да правиме разлика помеѓу јазикот на уметничката литература и литературниот јазик, зашто овие два поими не означуваат нешто исто. Јазикот на уметничката литература е уметнички и е многу поширок од литературниот јазик кој е нормиран, затоа што во јазикот на литературата слободно можат да се користат дијалектизми, архаизми, историзми, неологизми и друго. Со јазикот на уметничката литература се напишани генерално сите литературни творби, од народното творештво до авторските дела. Тоа се песните, расказите, романите, драмите и така натаму. Доколку некогаш посакате да внесете малку боја, шареноликост и поттик за фантазирање, уметничко-литературниот стил секогаш ви стои како добра опција за да ја постигнете таа цел. Дечки, се гледаме во следното видео.